Нашето утринско будење, верувам дека тоа апсолутно ќе биде така, заради тоа што ако зборуваме за физичките активности, за спортот, за рекреацијата, нешто кое треба да го имаме во нашето секојдневие, ние во утринска со нашите соговорници ја испраќаме таа порака. Ова утро зборуваме за јогата. Многумина верувам и се будат и практикуваат по будењето јога, но за оние кои имаат желба, а недоволна мотивација, верувам дека ова ќе биде дополнителна мотивација да може да почнат со истото. Веќе ја гледам и мојата соговорничка или Ирена Апостолова, која за прв пат се поврзува со нас во утринска на Телма, јога инструктор од Сдруженијето или друштвото Инспириту. Ирена, добро утро и ти благодарам што ете ова утро одвои време да може да ги најавиме бесплатните часови по јога. Да, обично ова време веžбам јога пред работа. Така? Бидам со вас. Како започнува, Ирина, пред да почнеме за деталите и за јогата, како започнува утрото кај тебе и што е она кое што е дел од утринските ритуали, бидејќи вака се поврзуваме за прв пат, обично нашето утринско будење меѓу другото ги споменува и овие нешта за кои што веројатно имаме определено или одредено време утрински. Јас станувам, медитирам, веžбам јога и после се спремам на работа. Така ми почнува денот. Ако имам време, правам прошетка во КСПП. И ако сум некаде во природата, секако излегувам надвор веžбам. Така и тоа колку време во утрото го одзема тоа? Колку што имам време, саат, два. Да. Прашам... Обично секам да станам порадна, за да можам да го почнам денот така, затоа што денот почнува пинако ако влезете во тој муд, тоа расположение. Тоа го прашам заради тоа што многумина ќе речат дека немаат време наутро тоа да го направат, но пак она на кое што сме сведоци е дека од друга страна пак многу луѓе или наши пријатели со кои што комуницирам и зборуваме за утринските ритуали, сепак одвојуваат време за физичка активност и рано наутро. Но ние ќе бидеме доволна мотивација утрова, да, повели? Тоа што го со јогата е што буди енергија, и ако се стане порано, јас сакам да станам порано за да веžбам јога, за друго не би станала. И за да пливам горе нормално, затоа што буди енергија после цел ден многу убав. А ако се стане и се отиде право во дневниот секојдневен градски стрес, не е баш многу интересен денот. А кога ќе ги направиме тие активности наутро, малку полесно ќе го поминеме тоа, односно како велиме во наводници ќе пливаме во денот. Многу повеќе енергија и многу повеќе моќ, внатрешна моќ и сила да се соочиме со сите убави и неубави работи во денот. Така е. Многу повеќе се отвараат сетилата и поубаво се доживуваат и работи. Така е. Дури и храната, и вкусот, и воздухот и се. Така е. Ирина, пред да најавиме она кое што е всушност и повод за нашето вакво вклучување, јас би сакала малку кратко за самото друштво, односно Сдружение Инспириту, кое што е за оние кои членуваат и за оние кои што сакаат да членуваат, а да практикуваат јога, од кога постои, на кој начин функционирате, колку или како во текот на неделата се организираат часовите, има ли интерес доволно? Имаме и фотографии, нешто од вас, па ќе верувам ќе доловиме вистинската слика. Еве во фотографија во Медицинскиот факултет. Прилично сме неформални. Јас завршив инструктор јога 2019 година во Индија, инаку веžбам 25 години. И таму се веžбаше јога крија, каде што се вежба да се даде нешто без да се очекува нешто за возврат. И откако се вратив од Индија, почнав да држам часов јога, кај што ќе стигнам кога имам слободно време, како хоби, кога веžбам ја, да вежбаат и другите. И така што сите веžбања се бесплатни. Од моја страна имаме среќа факултетот за земјоделски науки и просторија во зима да веžбаме кај нив и веžбаме заедно со професорите. И се викаме јога и хајкинг ентузијасти. Веžбаме сега во овој период веžбаме понеделникот 6 и сабота 9 за пеле, понеделникот 6 попладне во факултетот, отворен е за членовите на Инспириту и работените во факултетот, а кога е убаво времето веžбаме надвор. Да. Јога се веžба секаде и секогаш, потребен е најмногу јога порастрика е потребна, може и стоечка, како што гледате,
медитација стоечки и вежбање стоечки, така што најбој во природа, ама кога временските услови не дозволуваат, просторија е 2 метра на метар и пол, сосема доволно за човек да практикува се. Ни пари не требаат, ништо. Што значи дека нема простор за изговори, кога се сака се може, а очигледно вие тоа како друштво, како здружение добро го правите. Велиш јога и хајкинг ентузијасти и од тука многу логично е дека би требало и да објасниме како јогата е поврзана со планинарењето. Ако кажеме дека секој од нас го одбира можеби спортот или хобито, кое што најмногу му одговара, а ако најдеме поврзаност во јогата и планинарењето, што би било тоа, освен се разбира кондицијата и веројатно состојбата на нашето тело или јачината, силината? Единствената разлика е што јогата многу индивидуална, а планинарењето е можност за дружба. Инаку чистиот воздух, рекреативноста, здравиот начин на живот, можноста при хајкинг да вежбаме во природа, се е заеднички. Така што денот недела ни е ден за планинарење, одиме како можеме, етандемни активности, а другите денови од неделата си вежбаме. Мислам, кардио тренингот хајкинг, планинарењето и јогата како пасивна структура се многу комплементарни и трет се најдобри за здравје, најмногу за градски живот и за сите. Не постои возраст, не постои немошност, постои само желба да се проба, а после тоа самите луѓе кои гледаат и најче се љубуваат, ама така не ги правили. Така е. И верувам дека ова навистина ќе дополнително ќе им се допадне на оние кои што сакаат да вежбаат јога. Овие бесплатни јога часови кои што како што спомена се одржуваат и сега ќе ги има и во понеделник од 18 часот на Земјоделски факултет. Она кое што стои како ваша најава на Facebook настанот, креиране, вежбаме физички положби, дишање, освестување и опуштање во насока на позитивна енергија што ја зрачиме и што секој од нас сака да ја зрачи. Ние многу пати сме зборувале за бенефитите од јогата, но толку е важен тој факт што и сега нема да го изоставиме. Малку или во кратки црти и од вас како јога инструктор, како личност која што ете тоа или таа обука и на тој временски период го има поминато во Индија, за самите бенефити и она кои што и самите членови веројатно го споделуваат како се чувствуваат по практикувањето јога. Во јогата е најважно да се вежба секојдневно, не е спорадично. И јас додека се научив така да правам, си викав една вежба ќе правам, ако не ми се вежба повеќе, нема да вежбам. И кога ќе почне човек, не може да престане затоа што чувството е незаменливо. Имаме внатрешен мир, имаме внатрешна среќа и тоа продолжува во текот на денот, во текот на соочувањето со сите настани во текот на денот. И она што го доживуваме како најголем бенефит е она изрека што зрачиш, тоа привлекуваш. Ние зрачиме со внатрешен мир, сталоженост, спокој и на такви луѓе најчесто најдуваме. Многу ретко ми се случува да имам непријатности во текот на денот, тоа што јас сум смирена. Здравствени придобивки има како во секој поглед. Луѓето, јас сум како што гледате, во средни години, нередко повозрастна, здравствените придобивки се многу големи, пред се, например, во менопаузалниот период, луѓето жените што вежбаат јога немаат никакви симптоми, проблеми, затоа што телото е внатрешно, хармонизирано и не постојат болки, главоболки, потреба за немање никакви субстанции, ништо тоа не е притно кога се вежба јога. Благодарен си самиот на себе си, може да живееш со тоа. Благодарам. Тоа е искуство на тие што се помош да вежбаат околу мене. Така е.
Благодарам за ето ова убаво објаснување. Вашиот името на настанот е "Опушти се човече", што многу пати можеме да го слушнеме и навистина е така, треба да се опуштиме. За сите кои што сакаат да се опуштат во понеделник во 18 часот на Земјоделскиот факултет, бесплатни јога часови, вистинско уживање со Инспирито. Ирина, времето ни истече. Благодарам за утринското будење и ова вклучување каде што можевме накратко да се информираме, иако ние имаме договор кој што ќе го реализираме, а тоа е гостување во студиото со малку поширока приказна и верувам доста интересна за нашите гледачи. Посакувам убав ден. Вас исто. Се најбава. Поздрав. Поздрав.